Ова е исто така еден чест проблем кој што се јавува кај болните од ДМС, со самото тоа што тие во изразувањето на симптомите на самата болест се доаѓа до знае да дојдат до прогресија на болеста, знае да се појават симптоми кои што пред тоа не постоеле, целата непредвидливост на болеста и незнаењето што може и кога може да се очекува, губењето на одредени функции, на одредени способности, сето тоа придонесува да болниот се чувствува лошо, да чувствува еден вид на вина, затоа што не може да ги прави работите како порано, се нарушува целокупната атмосфера во домот, во односите меѓу членовите на семејството и се случува да дојде до пореметување, односно до потреба од реорганизација на активностите. Тука болниот од ДМС, доколку не се фокусира на позитивните работи, на она што сега може да го прави, а порано не можел да прави некои работи, а сега не е во состојба да ги прави, но може да најде други активности кои што може да ги прави. Ако не го направи тоа, тој може да западне во едно такво чувство на вина и да сето тоа доведе до една лоша комуникација меѓу партнерите, меѓу членовите на семејството. Што е тука потребно? Потребно е да најдете начин како да го искомуницирате сето тоа со партнерот, како да разговарате искрено со вашата сопруга во случајот, како да разговарате со неа колку можете поотворено и поискрено за сето она што ја мачи неа, за сето она што сметате дека можеби вашето чувство на вина да го изразите во однос на тоа што сте мислеле, што сте сакале да остварите, а сметате дека не сте успеале во тоа и така натаму. Значи, секоја таква отворена комуникација ќе значи многу повеќе за вашиот однос и исто така ќе знаете многу подобро, ќе бидете запознаени со тоа дали вашата сопруга навистина е несреќна во некои аспекти од животот или она што според мене е можно, што е многу веројатно е исто така дека можеби би требало да размислите дали вие сте можеби тој што не е доволно среќен, бидејќи ние многу често самите ги проектираме собствените мисли и собствените чувства кон надвор, односно на другите луѓе, во случајов на вашата сопруга. Значи, она што можеби вие го чувствувате во себе, го проектирате на неа. Размислете за ова и проверете дали е можеби навистина така и тоа ќе го откриете секако во таа, ако отворите можност за многу поотворена и поискрена комуникација меѓу вас. Вашата сопруга можеби би била посреќна кога би знаела дека сте вие среќен. Размислете за ова. Мислам дека вистинското прашање во тој случај би било што можам да направам за јас да бидам посреќен. И секако, од моето искуство во работата со пациентите со МС, би ви препорачала да се јавите за психолошко советување и вие и вашата сопруга секако и да го искористите, можноста што Националното здружение за МС Македонија ви ја дава во смисол на нудење бесплатна психолошка помош.